Благодарам, подпредседателе. Министер, заменик министер, после критиката еве на комисија дека министеров го нема да присуствува по денес на седница, тука ги гледаме и министерот и заменик министер за локална самоуправа. Меѓутоа, сега ќе ме извините заменик министер, бидејќи министерот тука, ќе се обраќам до него и плюс ќе се обраќам до него како поранешен колега кој што како и на комисијата, за жал мојот одговор денес ќе го започнам повторно со критика, господине министер за локална самоуправа, токму заради тоа што за жал и вие сте подлегнали или сте се согласиле да бидете дел од таа шема или да бидете дел од онаа злоупотреба во закони на европското знаменце. Ќе ја прочитам регулативата, нема потреба да ја барате или во ред, ако сакате и реплицирајте. Јас ќе кажам понатаму каде единствено се прави усогласување со европска регулатива, меѓутоа тоа е само за да го искористите европското знаме за да побрзо пројде законот и да не дозволите дебата на матичната комисија, онаму всушност каде што припаѓа и овој закон за рамномерен регионален развој, односно тоа е комисијата за локална самоуправа. Дополнително критиката кон вас е токму заради тоа што вие на местото министер, односно во извршната власт, заминавте од парламентот и бевте еден од пратениците кој што го критикуваше злоупотребата на европското знаме и носењето на закони по скратена постапка и дополнително сум изненадена зошто сте се согласиле да го пуштите овој закон на Комисијата за европски прашања, повторно ќе речем со злоупотреба на европското знаме, а не да дебатираме на матичната комисија за локална самоуправа. Дополнително уште повеќе заради тоа што ова е првиот закон кој што како министер, кој што бевте министер и во претходната влада и во сегашната влада, го пуштате во собранието на Република Македонија. И она што за жал можеме да го забележиме од оваа влада и она што на неколку комисии јас сум го напоменала е непочитувањето на извршната власт кон парламентот. Барем почитување кон парламентот очекувам кон оние луѓе кои што потекнуваат од тука, меѓу кои еден сте и вие. Зошто требаше да биде на локална самоуправа? Заради тоа што видовте и самите дека апсолутно ова не е закон кој што некој сака да го закочи, напротив, ова е закон кој што е од интерес на граѓаните на Република Македонија буквално во секој регион, односно во секој дел од државата. Да не биде дека кажувам нешто што не е точно, единствено во член 2 вршите усогласување со европска регулатива број 1301/2013 на Европскиот парламент или на Советот. Меѓутоа, понатамошниот текст на предлог законот буквално никаде нема усогласување со европска регулатива, освен јас мислам дека и овој член овде е земен колку да се има оправдување за европското знаме кој што сте го пуштиле. Зошто дополнително требаше да биде на Комисија за локална самоуправа? Токму заради тоа што овој закон е пуштен во исто време со стратегијата за рамномерен регионален развој, 10-годишна стратегија, која што 10-годишна стратегија ја предлагате за периодот 2020-2030 година. Тука има еден голем пропуст на ова владеачка гарнитура, што претходната стратегија престана да важи во 2019 година и оставен еден прилично долг вакуум временски период, каде што во државата немаме стратегија за рамномерен регионален развој. На комисијата и вие и заменикот министер се обидовте лично да ја префрлите вината кај поединец, односно кај претходниот министер за локална самоуправа кој што бил пред вас, меѓутоа апсолутно нема да се согласам повторно со тоа ваше размислување на двајцата, затоа што место во владата за поединци нема и грешката е на владата, затоа што владата всушност е предлагач и носи стратегијата, така да апсолутно нема место за грешка на поединец, односно на претходен министер.
покажавте кооперативност на Комисијата за европски прашања. Прифативте 3 амандмани од 5 предложени амандмани на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Меѓутоа, добра е кооперативноста, добра е која што ја прикажавте со амандмани, меѓутоа, го спомнав и на комисијата и повторно ќе го спомнам, не сме да се маргинализира постоењето и действувањето на заедницата на единиците на локални самоуправи, каде што работат веќе со години стручни и компетентни луѓе кои што се надоградуваа, обучуваа и имаат исклучителни познавања во областа на локалната самоуправа. Овдека би сакала да се задржам на забелешката која што инсистирав да прифатите, меѓутоа не се согласивте и се уште стојам на тоа дека министерот со овој закон ќе има исклучително голема моќ, заради тоа што всушност министерот за локална самоуправа е тој кој што ја формира комисијата, односно ги избира членовите кои што се дел од оваа комисија, а таа е комисијата за оцена на проекти, и стојам на тврдењето дека министерот ќе има најголемата моќ, односно тој ќе биде тој кој што ќе одлучува кои проекти ќе бидат финансирани од страна на министерството, односно од страна на центрите за развој на планските региони. Токму заради тоа што најголем дел од членовите на оваа комисија всушност се вработени во администрацијата која што е под директна надлежност на министерот за локална самоуправа. Имавме амандман со кој што убедена сум дека ќе се елиминираше мојта и министерот ќе покажеше големина ако го прифатеше тој амандман, и се уште стојам на фактот дека апсолутно не треба да бидат овие луѓе кои што ќе ги именува министерот. Напротив, сметам дека ако понатаму има волја за измени, што не верувам дека ќе има, треба да бидат луѓе кои што се професионалци, кои што се вработени во ЗЕЛ. Зошто ова го велам? Затоа што, еве сега ќе прочитам, во член 50 стои дека Комисијата за оцена на проекти ја формира министерот, и оваа комисија е составена од председател и 4 члена. Председател на комисија се именува од редот на раководните административни државни службеници од организациите на единици на рамномерен регионален развој во Министерство за локална самоуправа. Еден член на комисија се именува од редот на административни државни службеници од кабинет на заменик председател на владата задолжен за економски прашања. Не ја гледам логиката, меѓутоа најверојатно тука се сака да биде и влијанието на овој подпредседател на владата зголемено. И апсолутно тука се зголемува и партиската влијание при одлучувањето, односно во комисијата. Еден член на комисијата се именува повторно од редот на административните државни службеници од бирото. Двајца членови по предлог на министерот се именуваат од редот на стручни лица од областа на градежништво, архитектура, правни науки и економија. Повторно стојам на фактот дека токму барем овие лица требаше да бидат предложени и именувани од страна на ЗЕЛС, односно од страна на вработените на ЗЕЛС, а не од членовите на ЗЕЛС, каде што се градоначалниците и советниците. Ова е лично моја забелеска сега што ја имам на членот 43 и одговорно стојам на ова што го тврдам, и ќе видите дека во пракса, штом ќе стапи во сила законот, нема да биде применливо. Имено во член 43 во постапката за прибирање и оценување на проекти се планира да се организираат форуми. Знам, јас тоа дебатиравме со заменикот министер дека е по предлог на швајцарската агенција која што го поддржува овој проект, односно овој закон, како и стратегијата. Меѓутоа, господине министер, ве уверувам дека тоа на терен, односно во реалност, нема да биде изводливо, затоа што сум учествувала, сум била дел од изработка на вакви проекти со швајцарска агенција, сум била дел од форуми на заедници со кои што сме имале во општина Прилеп успешни проекти, меѓутоа тие бараат многу време и вклучување на голем број на граѓани.
А откако ќе се распишуваат конкурсите, јас ве уверувам дека нема да имате ни време ни простор да биде овој начинот на организација и на одбирање и доделување на средства за проектите. И мислам дека и тука треба да размислите како ќе биде начинот, затоа што стојам на тоа дека ова е погрешен начин за постапка на прибирање и оценување на проекти. Благодарам.